задутре ќе се одржи всушност симулацијска вежба по прва помош во итна ситуација односно земјотрес. Ова е организирано од страна на Црвениот крст и всушност оваа вежба носи наслов Хуманитарен одговор 2023 година. Повеќе детали околу оваа симулацијска вежба секако од мојата денешна гостинка Сузана Панова Туневска. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро. Навистина ви благодарам што денеска можеме гледачите на Телма телевизијата ќе запознаеме со активностите што всушност започнаа од вчера, бидејќи вчера беше главната проба на нашата симулацијска вежба. Идејата беше да се промовира Црвениот крст заедно со институциите на системот, бидејќи тука ќе учествуваат и Министерство за здравство, Министерство за внатрешни работи, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, противпожарните бригади. Тука доаѓа итната медицинска помош. Сите наши партнери кои во случај на криза, природна катастрофа, земјотрес би биле на некој начин вклучени во тој систем на спасување на животи. Идејата е исто така преку првата помош да истакнеме и првата психолошка помош која е исто така важна. Така да ова е една голема вежба која што после ковид пандемијата прв пат ја организираме и покрај тоа што претходно имаме искуство со вакви вежби. Меѓутоа интересно е тоа што дека повторно мора да се вратиме во оној тек кога треба да мислиме за тоа како треба да се справиме со природните катастрофи, да ја подигнеме свеста на граѓаните и интересно е овој пат што ќе имаме гости од 10 држави во регионот кои што исто така ќе учествуваат со своји тимови. Така да ќе биде и една вежба каде што ќе можеме да зборуваме, да дискутираме за размена на искуства и за тоа како се можеме да бидеме подобри во случај на природна катастрофа земјотрес. А сето тоа се поклопува со 60 години земјотресот во Скопје, така да на некој начин ги споивме сите тие коцки во еден мозаик кој што треба да резултира на вистина со еден добар систем кој што треба да го покажеме во среда, кој што ќе почне во 11 часот и ќе трае до 14 часот. Покровител на настанот е претседателот на државата, господинот Мендаровски, и тука очекуваме исто така голем број на министри, кои што се наши секако министерства со кои што ние директно работиме, вкупно волонтери на Црвениот крст, гости, оние манекени, маркиранти, се она што ни е потребно, ќе зборуваме за една бројка од 600 до 800 луѓе. Пред се благодарност до Министерството за внатрешни работи кој што ни е навистина одличен партнер во сето тоа добро да се организира, да им се извиниме на граѓаните дека во тој период булеварот Илинденска ќе биде затворен и секако дека навистина сите заедно сакаме да покажеме едно добро организирано социјално одговорно општество. Овдека има доста голем број млади луѓе што посебно радува заради тоа што иднината е во младите луѓе, мораме да работиме на нови кадри во Црвениот крст кои што ќе продолжат она традиција пред се ние да бидеме првите помагатели на властите во државата во случај на природна катастрофа. Хуманитарен одговор 2023, генералната проба одлично помина вчера, се учествува на хеликоптери на Министерството за внатрешни работи, армијата, да, не ја споменав и армијата е тука со нас, така да сите заедно очекуваме навистина да бидеме задоволни од она што ќе го прикажеме пред гостите, пред граѓаните, а пред се пред самите себе, заради тоа што на овој начин се вежба оној систем на координација во случај на природна катастрофа. А утре исто така имаме интересен настан кој што претходи на Хуманитарен одговор 23-та, тоа е трансформација 2028. Тоа е еден процес кој што го започнавме уште минатата година, а тоа е трансформација на организацијата на Црвениот крст во нашата држава, се со цел да бидеме поблиску до граѓаните, едноставно да можеме да ги препознаеме сите сигнали на заедницата и во овој глобален свет во кој што се случуваат навистина работи кои што ги поместуваат нормалните текови на живење, да ние бидеме подготвени да реагираме така како што треба. Утре има две големи панел дискусии, целиот настан ќе биде во Александар Палац, ќе започне во 10 часот. Панел дискусии на кои што ќе учествуваат гостите од регионот, меѓутоа и директори, представници на корпоративен сектор, министерствата, ресорните министерства со кои што ние работиме, исто така научната фела, факултетите, сите оние кои што на некој начин може да ни бидат показатели за тоа во кој правец треба да се движи развојот на Црвениот крст до 2028 година. Се убаво си објаснивте, може да додадеме само односно да ве прашам, напоменавте дека ќе биде затворена Илинденска, тоа значи дека оваа симулацијска вежба ќе се одржи само во градскиот парк? Да, интересно е тоа дека вежбите обично ќе се случуваат негде надвор од градот, се случуваат на стадиони, во Сарај, обично во тие делови каде што не се прави на некој начин блокада на функционирањето на градот, меѓутоа нашата желба беше тоа да биде во урбана средина
средина, заради тоа што сакаме да бидеме поблиску до граѓаните, така да повеќе до граѓаните да дојдат, да бидат со нас, да видат како сето тоа функционира. Многу ни е важно тука и оној нов систем на регрутирање на волонтери во кризни состојби, тоа е Тим Македонија. Значи тука волонтерите на Црвен крст, оние што се активни, тоа го знаат. Меѓутоа секој граѓанин во случај на природна катастрофа може да ја облече униформата на Црвениот крст со многу мала кратка обука и едноставно да биде одговорно лице, општествено одговорно социјално лице, да биде дел од армијата на Црвениот крст во случај на спасување. Нели, никој не го посакува тоа, меѓутоа со природата не можеме да правиме договор, природните катастрофи се случуваат, а ние мораме да бидеме подготвени. Така да навистина ви благодарам што можев денеска ова да го споделам преку вашата телевизија. До гледачите се со цел навистина да бидеме сите заеднички успешни и одговорни во едно општество каде што навистина треба да ги следиме сигналите, а се со цел да имаме добро живење. Значи сите граѓани можат да присуствуваат и да се едуцираат од оваа вежба. Ви благодарам јас односно што прифативте да бидете дел од нашата емисија. Ви благодарам, навистина многу ни значи соработката со медиумите, затоа што на тој начин доаѓаме до поголем број на граѓани кои што едноставно информациите можат уште наутро, пиејќи го првото кафе, да размислуваат за тоа каде треба тие да бидат и каде може своето професионално искуство, своето животно искуство да го дадат во Црвениот крст, се со цел навистина да помогнеме таму каде што сме потребни. Благодарам уште еднаш. Благодарам. И се надевам дека можеме всушност да заклучиме, односно да сумираме од овој интересен разговор, дека сите оние кои што не гледаат, а се заинтересирани, дефинитивно можат да бидат присутни всушност на спроведувањето на оваа симулацијска вежба во итна ситуација земјотрес, проведена од Црвениот крст во среда со почеток во 11 часот во градскиот парк и секако да научат како да се снајдат всушност во таква итна ситуација и да помогнат на некој.